Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: 196 ново заболени во земјава, од кои 45 од Тетовско. Граѓаните на Тетово се уште чекаат пробивање на главните булевари во градот за решавање на сообраќајниот метеж. Физички напад на член на движењето антикоцкање од движењето со остра реакција. И денес висока бројка на ново заразени со COVID-19 во земјава. Во последните 24 часа регистрирани се 196 нови случаи, од кои дури 45 се од Тетово. Починати се 8 лица, оздравени 11 пациенти. Висока бројка на нови случаи на COVID-19 во земјава. Регистрирани се 196 нови случаи, од кои дури 45 во Тетово. Починати се 8 лица, оздравени 11. Ова се резултатите во изминатото деноноќие, по направени 1213 тестирања. Бројките на ново заболени лица секој ден се високи, а министерот за здравство Венко Филипче постојано повторува мерките за заштита максимално да се почитуваат, како и дека бројот на нови случаи е висок, најмногу заради организирање на собири и непочитување на мерките од страна на граѓани поединци. Сметам дека стратегијата е добра, таа се надградува врз основа на карактеристиките на бројот на луѓе, кластерите, географската положба на местото и така натаму, како и распределбата и контактот помеѓу кластерите. И во таа смисла има некои генерални и општи мерки, меѓутоа има и специфични мерки. Например, Штип се затворија конфекциите заради тоа што тука потекнува и беше проблематичен транспортот. Овде кај што кластерите потекнуваат од семејни настани непочитување на мерките, така се пристапува, се идентификуваат тие контакти во рамките на кластерите и контактите помеѓу кластерите, зашто податоци влечеме од епидемиолошките прашалници. Сметам дека оваа мерка која што ја донесовме во смисла на поинтензивна контрола, посебно во критичните подрачја од страна на Министерството за внатрешни работи, се со цел да се елиминираат проблемите и причините кои што доведоа до ова. А тоа е поинтензивна контрола на носењето маски, групирањето, посебно во вечерните часови, сметам дека ќе даде резултат. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2011. Се зголеми бројката на заразени со коронавирус во Гостиварскиот регион. Денес се регистрирани 6 нови случаи во општина Гостивар и 3 во општина Врапчиште. Позитивен бил и тестот, кој постмортем бил земен од починат пациент во болницата. Порасна бројката на заболени од COVID-19 во Гостивар. Потврдени се 9 нови случаи на коронавирус во Гостиварскиот регион и еден позитивен тест земен постмортем од починато лице во болницата. Според информациите од медицинските служби, денешните регистрирани случаи се од 3-дневни тестирања, направени на 9, 10 и 11 јуни. 6 од ново заболените се од општина Гостивар и 3 од општина Врапчиште, додека починатиот пациент е од село на територијата на Гостиварската општина. Епидемиолозите ги спроведуваат анкетите и ги утврдуваат контактите за да се преземат соодветни мерки. Со новите, вкупната бројка на активни болни во Гостиварско достигна 40. Службите очекуваат резултати од уште 20 на брисеви кои што се земени во последните 2 дена. Носете маски, не се групирајте, одржувајте хигиена, е апелот кој надлежните секојдневно го повторуваат, потенцирајќи дека на тој начин ризиците за заразување се сведуваат на минимум. Одржување на држење на маски и одржување на социјалната дистанца. Хигиената е нормална работа, таа се треба да се одржува со ковид, без ковид. И апелирам до сите граѓани, значи да ја сватат ситуацијата сериозна, затоа што колку што можеме ние да се грижиме за себе си, никој не може. Така што сметам дека ова ќе го сватат како сериозна препорака и сериозен апел до сите, за да може да сето ова да го пребродиме со најмалку проблеми. Според податоците од полицијата, во изминатото деноноќие на Гостиварското подрачје за неносење маски биле казнети 42 лица. Нови изјави за самоизолација потпишале 9 граѓани, а решенија за изолација од Државниот санитарен инспекторат биле издадени за 10 лица.
Погребите ризик за ширење на коронавирусот, капелата во Тетово пак никако да проработи. Капелата во Тетово и после половина година од како беше предадена за употреба на комуналното предпријатие, се уште не профункционира. Во услови на пандемија, кога треба да се избегнуваат семејни собири, православните верници натаму своите покојни ги чуваат дома до погребување. А токму погребите периодов беа посочени од епидемиолозите како ризик за ширење на вирусот. Во раководството велат отимало технички пропусти и грешки во незината изградба, но без одговор зошто се уште се чека тие да се средат. Минатава недела повторно беше човек што е лиценциран за капелата да ја прегледа уште еднаш пред да биде официјално пуштена и најде ситни забелешки само за делот на комората која мора да се замени. Побезбедно би било сигурно овде да се носат така починатите. Не можам да ви кажам точно, меѓутоа, значи сепак брзо ќе биде, многу брзо, ако веќе со комората се среди тоа, да се демонтира, најверојатно ќе треба оваа комора, поинаку да се изведе таа новата. И граѓаните се лути што прво со години чекаат да се изгради, а сега надлежните повторно го одолговлекуваат незиното профункционирање. Овде кај стариве гробишта бајаги години е градет, ама никако да сече лента. Ај ние што сме во куќи друго, може што се по згради, со лифтој, ама не знам што е кочницава, мислам што е допрено, што нема да се теута, не се решават нешто да е, па таа е главна кој друг. Комшија умре до мене, се пикаа дома луѓе на 10 спрат. Не е така? Едини град, села има надоле, други капелете им работа, кај нас нема тоа. За жал, срамота. Потребата за капела во Тетово се наметна уште одамна, а незината изградба се чекаше со години. Освен поправка на грешките, капелата треба и да се уреди внатре, а потоа и да се вработат луѓе. Но кога сето ова ќе заврши и конечно ќе почне да работи, во раководството се без одговор. Граѓаните на Тетово се уште чекаат пробивање на главните булевари во градот за решавање на сообраќајниот метеж. Тетовската градоначалничка Теута Арифи вели дека активностите за пробивање на булеварот Видое Смилевски Бато биле запрени, но се очекува да продолжат, додека за булеварот Благоја Тоска ќе треба повеќе време за експроприација на имоти. Големи дупки кои по секој дожд се полни со вода, нерамнени, паркирани возила од секоја страна. Вака изгледа делот од булеварот Благоја Тоска во Тетово покрај клиничката болница, односно местото каде што треба да биде продолжен за да се поврзе со другиот дел од булеварот. Тетовци со години чекаат на пробивање на главните булевари за да се реши сообраќајниот хаос. Пробивањето на овој булевар како едно од идејните решенија за сообраќајниот метеж во градот беше ветување на речиси сите градоначалници на општина Тетово. Меѓутоа, досега ниту еден не го оствари ова ветување. Во анкета граѓаните велат дека оваа улица е во катастрофална состојба, но посочуваат дека и други улици се оштетени. Катастрофа. Треба да се поправат улиците. И не е само оваа улица, многу натаму улици кои што треба да се поправаат. Ова страмота пред болница овака да се наоѓа, има 10 години овака соседи. Ќе се направи, не се прави, видиш. Ова улица требаше порано да се заврши, да се уреди, али овде нема ништа. Ова работа стои долго време. Главен проблем е експроприацијата на имотите на граѓаните, кои се наоѓаат на местото каде што треба да поминува булеварот Благоја Тоска. Со истата цел за регулирање на сообраќајот треба да се пробие и булеварот Видое Смилевски Бато, кај спортскиот центар, но според градоначалничката Теута Арифи, активностите биле запрени поради пандемијата со коронавирусот. Прашање на денови да излеземе на работа и да се вратиме на работа и компанијата нема осигурено дека така како што стои во договорот ќе го испочитува договорот и ќе стигне до крај на годината да ни ја даде завршената работа. Додека кај другиот булевар, кај Благоја Тоска, таму веќе сме во ситуација со исплаќање на експроприации, но треба да се има предвид фактот дека генерирањето на средства ни е апсолутно многу отежнато овој период, така да мислам дека побрзо ќе ни оди работата кај индустријскиот булевар. Дополнително сообраќаен хаос во Тетово предизвикува и недостатокот на паркинг места, а граѓаните подолго време го чекаат и најавениот јавен превоз, кој би го намалил метежот
и со што би се олеснило движењето на населението. Живеат само од социјална помош, повремено земаат и по некоја дневница, ако некој ги повика приватно да работат. Ваква е судбината на 6-членото семејство Ангелковски од Тетовско Теарце. Бараат помош од хуманите луѓе и институциите за подостоинствен живот. Браќата Дракче и Крсто Ангелковски живеат во оваа руинирана и недоизградена куќа во Тетовско Теарце. И двајцата се семејни луѓе, но невработени. Дракче, кој има дете со посебни потреби, живее на горниот спрат од овој објект. Екзистира од социјална помош. Повремено, ако некој го повика, работи приватно, но и двај го крпи месецот. Од тоа што ќе земеш помош, тоа е и сметке. Плаќамо и за тоа што работам нешто приватно, што чепкам. Ќе извадиш од тоа за тоа. Иде. А љакој све ми иде, нему за до 100 евра, 120 евра месечно, само за него ми иде. Лекови. Неговиот брат Крсто е самоохран родител. Сопругата го напуштила пред повеќе од 8 години. Сега тој, како социјален случај, сам се грижи за неговата 11 годишна керка. Ја на брат ми за детето му помагам ја колку можам. Дека ја не сум вработен, самостоен татко сум на едно дече. Семејството Ангелковски бара помош од хуманите луѓе и институциите да им помогнат. Никој не ни помага. Никој. Од Центарот за социјални работи Тетово го повикаа семејството да дојде до нивната институција, каде ќе се разгледаат можностите да им се помогне финансиски во рамки на законот. Во основното училиште во гостиварското село Дебреше се гради спортска сала. Министерот за образование Арбер Адеми при увид во изведувањето на работите рече дека објектот ќе биде готов во септември. Министерот за образование Арбер Адеми беше во увид на градежните работи за изградба на спортска сала во основното училиште Фај Коница во гостиварско Дебреше. Од таму изрази очекување дека салата ќе биде поттик за учениците да спортуваат и да се усовршуваат во спортот. Адеми потенцира дека со пари од буџетот на ресорот што го води, во училиштата на гостиварска територија се прават капитални проекти. Очекуваме од ова спортска сала да излегуваат вистински спортисти и не е ова само единствена инвестиција од страна на Министерството за образование и наука во општина Гостивар. Сме ја пуштиле во функција и исто така и спортската сала Кемал Ататурк и сме имале и други капитални инвестиции во рамки на училиштата, нели основани од општина Гостивар и наменети за децата и учениците од општина Гостивар. Според планот, спортската сала треба да биде готова до крајот на декември, а министерот Адеми рече дека очекува работите да завршат и порано, односно на почетокот од новата учебна година. Очекувам дека ова спортска сала ќе се заврши, ќе се заокружи и пред утврдената динамика, според динамиката предвидена, нели договорена со изведувачот, треба спортската сала да заврши во крајот на декември оваа година, но секако сме убедени и уверени дека ова спортска сала ќе се заврши порано, така што во месец септември очекуваме да се организира и првиот час по физичко образование од децата на основното училиште Фај Коница. Спортската сала во основното училиште во Гостиварско Дебреше е со површина од 1200 квадратни метри, а изградбата чини околу 38 милиони денари. Физички напад врз член на движењето антикоцкање од движењето со реакција на овој настан. Вчера околу 17:30 часот во петокот во близина на поранешниот ресторан Потпор, членот на движењето антикоцкање со иницијали ЗА бил физички нападнат под изговор дека е ангажиран во битката за затварање на казината и облажувалниците во Северна Република Македонија. Нападот го извршил лице со иницијали ММ, работник во казиното Адмирал. Ние од движењето антикоцкање остро реагираме за сторениот злосторнички чин на ова личност и бараме да се превземе акција. И нормално сметаме дека ова е напад на движењето антикоцкање.
Додека ние, како движење антикоцкање, бараме и институционално да се донесе законот за игри на среќа, исто така одлучно бараме од органите на редот, од судството, лицето за кое станува збор, да ја добие заслужената казна. И никој друг да не помисли дека може да преземат било каков чин, макар и вербални испади према движењето антикоцкање. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово одржаа пресконференција во врска со актуелната состојба во земјата и реагираа за последните пресконференции на Општинската организација на СДСМ Тетово. Неспособноста на Социјалдемократскиот сојуз да се справи со кризата резултира со чести и празни пресконференции. Функционерите од СДС Тетово добро офајдени со нивните семејства, како да не гледаат дека на Македонија и се заканува сиромаштија, губење на работни места, колапс на бизнис секторот и рекорден број на нови случаи на заразени и мртви од COVID-19. Излегуваат пред јавноста, безочно лажат и ветуваат нови, а немаат реализирано ниту еден од ветените проекти. Нивното однесување е во најмала рака, несериозно и создава огромен револт кај тетовчани. Почитувани функционери од СДСМ Тетово, дали навистина верувате дека доколку една недела зборувате за тоа кој политичар во кој дел од ресторанот седел, граѓаните ќе заборават дека мандатот наскоро ви завршува, а немате изградено ниту една училница во гимназијата Кирил Пешиновиќ, дека немате донесено ниту една инвестиција во Тетово. Дали мислите дека доколку ветувате нови проекти, тетовчани ќе заборават дека не сте реализирале ниту еден централен проект за Тетово од вашата програма План за живот? Дали мислите дека тетовчани ќе ви простат тоа што бевте соучесници во националните порази што ги донесе Заев, промената на името на Република Македонија, распродажбата на македонскиот идентитет, култура и јазик? Македонија, од пример за успешна држава во вашиот мандат, стана негативен пример за единствена влада во модерна Европа, која насилно го променила името на сопствената држава, во која владее висока корупција, криминал и непотизам. Почитувани гледачи, овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Пријатно!